Така, се враќаме во студиото, како што најавив, следува третиот разговор. Верувам дека ќе биде мощен и интересен, бидејќи јас сум навистина почестена што денеска со мене во студиото е Зоран Спасов Дзов, автор кој што ги следи трендовите, големиот Петар Пан од Скопје, урбан лик на Скопје, раскажувач кој велат не може никого да остави рамнодушен, македонскиот Чехов. Леле, ми усрами светле. Добар ден и добре дојдовте. Добро те најдов, али ми усрами стварно со ваков вовед. Мислам дека е заслужен секој збор, особено што ова се зборови на блиски личности кои што многу добро ве познаваат и приватно и професионално и навистина чест и задоволство ми е што најдовте време денеска да бидете тука со нас. Лична перцепција е кој како може да доживее едно дело. Последното дело и јас сум Сирма е еден интересен роман, пети за во 5 години, да не изгрешам. Да. Така, и можеби е едно од основните прашања, но клучни. Од каде инспирацијата? Па за секоја книга имам посебна инспирација, нормално, и на крај дојде време да се одолжам на оваа држава, некако преку овој роман. Таа личност, тлееше у мене, таа една феминистички поглед на светот, да кажам, зашто жената во општество не е на местото кај што треба да биде, тоа е една работа. Втора, значи многу има слоеви, многу пораки има самиот роман. Битно е дека некои ликови што воопшто биле и забораени или не сме ги знаеле, реакциите всушност ми кажуваат најмногу. Се чудат луѓе на податоци внатре што се, значи тие се, да кажеме, некој микс, една плетенка од фикција и историски факти, меѓутоа не се гледа тој спој воопшто, прекрасни приказни и многу интересно тоа што сега да кажеме дека сите луѓе различна приказна им се свиѓа. Значи сите се пронаоѓаат некаде, има и тажни, има смешни, има секакви, но сепак Сирма е олицетворение на Македонија. Сите нејзини карактеристики што успеав да ги вткаам во овој роман се карактеристиките на оваа измачувана земја. Она што спомена е дека секој може да се најде во неа, но може да се чита, не мора да се чита од почеток до крај. Може да се почне независно секој расказ наративно убаво опишан да биде еден дел. Еве, 4 мускетарки. Ајде. Прво што отворив, значи интересни наслови, секој за себе различен, но со една заедничка нишка. Она што и на самиот почеток го спомена, Македонија, она што секој во нас го носи како порив, како исконска желба, како нешто што е вредност, човечка вредност, но да се напише вака наративно на хартија, верувам, не е лесно. Уопште не е. На Нострадамус се му било јасно дали нас нешто ни е јасно низ годините, учиме ли низ грешките? Па не учиме, евидентно е дека не учиме. Ама сам да кажам дека самиот роман е посебен. Имав ја два мотива кои го пишував. Едното е да допрам до најмладите генерации, што ми се следбеници, добрам се од средношколци до рани 20-30, значи на тој еден начин. Втора еден леер беше да предизвикам чувства. Сите мои книги се поврзани со чувства, најчесто со смеење, дека не е само смеење, дека има и други. Меѓутоа, знаеш како, кој пишував си викам, сите што го гледале цртаниот со Том и Џери е всушност кога ќе лапнеш една петарда кој ти експлодира у главата. Уствари тоа е начинот на кој е пишуван и затоа си такви насловите провокативни. Меѓутоа, да не можеш да оставиш книгата, тоа е една од така, да го читаат, како што реков, засебно, распоредени во 3 дела циклуси, историја или далечно минато, приказни или блиско минато и фикција или блиска иднина. Каде живееме ние овде негде помеѓу? Ние живееме некаде помеѓу сегашноста и иднината, у недефиниран период, затоа што, знаеш како, сегашноста служи за да живееме, иднината да ја планираме, а минатото за да влечеме поуки. Ние ништо од тоа не правиме. Има дел од нас живеат во минатото, дел во иднината, меѓутоа никој не го ужива оној миг секојдневен, кај што треба да имаш време и за себе, и за пријателите, и за семејството.
Исто тоа е тоа. Пред да го почнеме разговорот, нешто што постојано ми се наметнува како размислување е дали забораваме да се насмееме. Рече сакаш да допреш до публиката, особено до помладите генерации. Јас кога му споменав на мојот син, тој е студент во втора година на Војна академија и му велам ќе ми биде гостин еден автор Зоран Спасовцов. Ау, мамо! Да, и тоа навистина ме импресионираше дека особено кај таа помлада публика што веднаш знае да препознае што сака да прочита. Значи, околу онаа читачка култура ние можеби не можеме многу да се пофалиме како земја, но јас верувам дека особено кај помладата популација може да се пронајде оној порив, оној нерв дека сака да земе книга, особено од вашиве дела и да ја прочита. Ми вели па тоа ми века тие ми се најдобрите книги за подароци. Фала, благодарам. Не, идеално е за подарок. Сакам да кажам дека мене ми оставен бришан простор во литературата во Македонија да пишувам на урбано, за млади, со пораки, едноставно со скопски сленг да им биде и лесно. Да, не секогаш не секогаш, да. Ама знаеш како, сакам да го вратам читањето, затоа и служи ја формиравме таа фондација Македоника за бесплатни преку 2000 книги. За младиве сакам да кажам дека не е до младите толку проблемот, значи ај може да кажеме пола-пола, меѓутоа исто така е проблемот со авторите. Зашто авторите не пишуваат. За да се врати читањето мора да имаш ти некој близок стил на пишување за да може да го примат тоа младите, оние што почнуваат да читаат, што ги напуштаат лектирите и почнуваат нешто да читаат. Ја успеав тоа со хуморот. И да кажам дека не е толку сакаат луѓето да се смеат, нема на што да се смеат. Еве тргнуваме од вестите какви се, знаеме и сами Црна хроника. Добар показател е пред 2 дена имавме 40-та представа на мојот текст што е во МНТ, Торонто Експрес. Значи публиката саат и пол паѓаше од столчиња од смеење. Значи тие таква награда, толку смеење не сум видел, не сум доживеал. Значи едно фантастично искуство. Значи не е дека ние нема на што да се смееме, а сакаме да се смееме, зашто смеењето го продолжува животот и морам пак да се повторам дека најтешко е да напишеш нешто што е смешно. Можеш да одглумиш, можеш било што на некој начин да го изглумиш тоа со дыткање, со гегови, меѓутоа со пишан збор некој да се смее на глас, тоа е стварно умешност. Така, да не ја изгубиме радоста и да се насмееме. За среќа јас ја гледав представата со маестралниот Александар Митич и првично, монодрама, тоа испадна моноспектакл. Значи навистина да ви го задржи вниманието, но на крајот на представата да ве остави со прашалници. Дали сте ја направиле вистинската одлука, бидејќи ајде сега одиме од Сирма на во сите дела има некоја порака. Лесно достапноста, наративноста која што блиску и брзо ќе допре до читателот е клучното. Но ајде еве од Торонто Експрес, бидејќи таа е напишувана со одлични искуства, нели? Автобиографија. Така, автобиографска, 4 години во Канада и сега на крајот прашалниците се дали сме ја донеле вистинската одлука. Ама тоа е пораката да не знаеш. Можеш представата да гледаш од дома спремен да се смееш или од дома спремен да тагуваш или да се расплачеш. Има еден добар дел од публиката на крај плачат со солзи. Ама тоа е. За одлуките што ги донеле. Сега вашите деца се во Канада, странство, правилна одлука донесоа или? Како родител од оваа дистанца гледано? Од оваа дистанца едното дете на сила го однесов, а второто не беше родено за тука. Ево е, мислам, точна дефиниција. Не би сакал да се вратам тука, бар не сега за сега, да кажеме. Значи, кога се врати таа една позитивна енергија, кога се врати тоа една среќа, да кажеме, што постоеше одека што се помалку има. Знаеш, кога се, ама за тоа нешто, за тоа треба 50, 100, 150 години, може би. Ја сега може звучам вака песимистички, но тоа е реалноста, знаеш, и секој дека се обидува да се движи во некој микрокосмос на неколку пријатели за да биде изолиран, да биде имун на овие информации што стигаат. И затоа пак ќе повторам, медиумите прават голема белја.
Значи, тоа сега да кажам, ние немаме хумористични, немаме забавни емисии, немаме квизови, немаме ништо. Ние имаме само политички дебати. Тоа е тоа реалноста, нека не боли. Така, ако радоста на живењето порано беше да се среќаваме многу почесто и многу повеќе, Да. сега е некако два пати да ја завртиме бравата кога ќе стигнеме дома, Да. па дури ни нели да ги отпоздравиме ете најблиските, првите соседи до нас, за жал, добро. Интересни аргументи, секоја книга за себе носи интересни аргументи. Може би нешто што најмногу дава печат на сите книги е што се во хумани цели. Значи средствата одат во хумани цели, правите навистина интересни хумани акции што навистина треба овие средства да стигнат онаму каде што се најпотребни. Еден од проектите е игротека или библиотека, како да ја наречеме, на детската клиника. Да, утре или заутре официјално ќе ја објавиме донацијата, ја направивме пред неколку дена. Тоа е едно катче на детската клиника, каде што децата што подолго лежат таму да може малку да им се врати таа надеж за оздравување. Тоа е едно катче што го формиравме, тока еден дел од ходник го преградивме, го направивме, ставивме масички, столчиња, полици со книги, го нарековме светот на бајките. Преубаво брендирано, така, од средствата од Цепај сино, од последната книга моја. Предходно, да кажеме, од Тито, мојот предпоследен херој, бевме најголеми донатори на СОС детско село, пред тоа здруженија, разни деца без родители, значи цело време. Така ќе биде и од оваа книга, уште не сме одлучиле каде ќе одат парите. Сепак мене ме влече тие рандливи категории детски, можеби некое училиште ќе реновираме или не знам. Сега битно да се каже дека и ја како автор и издавачот Арсламина како најголем издавач во Македонија се откажуваме од средствата. И тоа е така една благородна, некој сонува нели манастир да гради, некој ние одлучивме тоа да го направиме. Така, најчитан и најпродаван автор? Како звучи тоа неколкократно еве низ годиниве? Па не знам како звучи, едноставно тргна таа лавина и секоја книга веќе имам следбеници, буквално што еден напишам ќе купат. И ја реално не сакам толку многу да пишувам, или пошто и жена ми прави малце проблеми на таа тема, не сум имал доволно време. Сака повеќе време така да издвоите, нормално е, логично е. Да, меѓутоа овие следбеници што ме купуваат, што ме коментираат, доаѓаат на подпишување, на сај ме посетуваат, тие ми даваат, ми прават еден непријатен притисок да мора да пишувам, така да кажам. И така и со издавачот секоја есен или октомври или рано ноември ние издаваме нова книга. Сите се различни, скоро мислам нема спој, нема допирна точка една со другите. Можеби Џабе живи во Скопје и Цепај сине се сродни, меѓутоа другиве книги се скроз различни и жанровски и по стил и секако. И така тоа ќе остане во иднина. Таа една димензија на черити на ние сме горди на тоа едноставно. И треба да бидете. Во едно интервју на споменикот на големиот Горан Стефановски е напишано дека приказните се сршта на животот и рбет на идентитетот. Така е. Тоа е поривот, првичниот порив, така кога се почнува, нели, првата книга, кога почнувате со пишување, останува ли тоа еве низ годините баш основна база на која што темелите се она што ќе го напишете? Останува затоа што ја тргам и од себе, кој сум бил нели детенце и тие приказни од баба ми што ми ги раскажувала. Едноставно се обидов во оваа книга, и јас сум сирма да направам таков еден сплет на приказни, различни по жанр. Има тука и мала драма, има и science fiction, има историска, има неколку модела, само имав две басни што ми ги сврли уредничката, ама како да кажам, ама тие ќе најдат простор во некоја нова книга или? Нема шанси тие да не ги објавам. Тие ми се мене фаворита ми ги сврлија. Само да кажам дека жанровски многу е интересно да се пишува во кратки форми. Значи не може никој веќе да чита 400 страни книга, тоа заборавете. Светскиот стандард вели дека еден роман треба да има 160-170 страни, не повеќе. И тоа е сега, идеме сите на инстант живот, нели? Ги следиме трендовите, така. Ги следиме, да, и затоа и така е поделена книга, и така пишувам.
Тоа е. Така, интересно е антихерои на пиедестал, некои со доза на критика, но сепак факти кои што можат и да се проверат. Тоа е. Да, тоа е, ова е прва книга на тој начин што е промовирана со една позадина. Значи, ова е прва книга што има сопствен вебсайт, например, и јас сум sirma.m, како ќе откуцате. Има таму доста податоци за самата книга. Значи, има рецензии, има видео од промоцијата, говоранците, содржината, дури има и еден, многу интересно е, има еден расказ, да кажам мојот омилен, го давам бесплатно да го прочитаат, да го даунлодираат луѓето, да видат за што станува збор, на кој начин е напишано, и тоа да представува еден као тизер, еден мамец, да кажеме, да купат. Покрај другото, на самата страна има едно 15 проверка на факти, што би рекле ние македонците, пошто не постои човек што може да верува дека тоа е вистина. Не постои. Сите мислат дека нешто е лажено дека. И сега за едно 15 приказни, јас имам стајано линкови, што ќе го одведат на фактот, од каде сум користел, на кој начин сум користел, нормално и малку е модифицирано, морам и сирма да и најдам место во сите приказни. Ама тоа е таа баш вистинска историска фикција. Сите книги се одолжување кон некого. Да. Кон кого е ова? Ова е кон Македонија и кон жената како жена, баш како жена, затоа што имам ја посебна перцепција кон жената и мислам и кон мајката, керката, сопругата на прво место. Така да за мене тоа е нешто возвишено, како да кажам. И да се напише во прво лице? Да. Сирма? Да, машко да пишува. Да влезете во затоа така, пишува така. белешка за авторката, пишува, не белешка за авторот. Така. Интересно е да се најде мотивација да се влезе во туѓи кондури и тоа историски гледано наназад да се опфатат значи многу етапи, но суштината да биде борбата и непокорот. Така е. Така е. Да. 6 книги, една представа, Цепај сине, лексикон, книга на поеми. Таа мислам дека кај младата популација најмногу интерес, можеби тоа им е лектира. Како лектира слободно може да споменеме. Затоа што поделена е во. Но ништо помалку, извинете, и ова што е за Скопје. Да, добро, тие се многу слични. И тоа знаеш како Цепај сине има 12 на поглавја, тоа се по теми е поделена и тоа е можам да кажам најтежок начин на пишување. Тоа може да се мене ми се случувало по 3 дена не можам еден ред да напишам. Значи тоа треба таква инспирација да имаш, да си растеретен, да мислиш позитивно и да напишеш нешто што со една реченица треба да губиеш човекот смеење. Значи тоа е тоа. Значи ние тие работи секојдневно ги среќаваме и тоа јас се обидов на еден друг начин. Дури таму сум внимавал и на редоследот на зборовите, како да биде. Тоа е еден пишување на, да кажеме, афоризми. Таму ми е учител, нели, Душко Радовиќ. Тој ми е идол, што се однесува до тој жанр пишување. Така да се знае дека во последните 1 или 2 збора треба да се каже поентата. Претходно читаш и на крај некој кој со чекич по главата те мавнал, ама и значи, тоа е многу специфичен начин на пишување. Јас сум успеал тука неверојатен тираж постигна книгата и таа е единствена книга што викам дека секое домаќинство треба да има во случај кога е некој нели паднат психички, кога е нешто анксиозност и депресија и така, наместо да ја зепам, значи таа книга ја препорачувам. Да си ја прочита така. Па ќе ни треба тогаш сите. Мислам дека задолжително дома секој по еден примерок треба да има. Тито, мојот предпоследен херој, книга продадена за рекордно продадена за 7 дена. И тоа е навистина голем успех за да се пишуваат вакви дела кои што лесно ќе го најдат патот до читателот, не скромно, меѓутоа јас морам ова да го кажам, дека треба да бидете значи и филантропи, и ерудити, некој кој што многу знае да црпи од она што се нарекува секојдневно живење, да ги пронајдете оние секојдневни проблеми, секојдневни радости кај луѓето, за потоа вие да им ги пренесете во пишан збор.
Значи многу е тешко. Ние можеме вака да кога ќе ја земеме книгата да уживаме, нели? Си читаме и велиме о со која леснотија баш го напишал се она што ние сакаме да го кажеме. Но за да седне човек и да ја напише, сигурно е голем предизвик. Тоа е талент, веројатно. Талент, да. Тоа е меѓутоа за да пишуваш треба и да читаш многу, нели? Тоа е едно со друго поврзано, инаку за Тито е исто специфично, за Тито има многу книги, нели, поготово од кога се отиде од овој свет. Ова е книга што е пишуван баш за млади. Значи, мене ме одушевуваше кој ми доаѓа на подпис млади деца после 16-17 години купиле книга за Тито. Значи, тоа паѓа во несвест. И целата приказна е така раскажана, зашто не е само Тито, тука има една плетенка, има една нарација, има една љубовна приказна на еден македонец, пак е македонец во центарот на вниманието, и Тито е предпоследен. И вашата бабачина беше таму, да. Па нели Тито е предпоследен херој, мора да има и последен, тоа е тоа. Ама така, една стварно убава книга. Знаеш како, мене ми е човек да почне да размислува, поготоа после оваа книга, зашто во првите 100 страни стварно една грудка стои овдека, со така горчина, предизвикува, што е ништо нема, како да кажем, измислено, све е точно, меѓутоа е направено така со еден наратив убав. За потоа идеме една друга фаза и на крај една смешна фаза, ултра смешна, едно кресчендо се случува во 2043 година, не откриваме повеќе. Ама, знаеш, се обидував некако на еден тарантиновски начин да ги направам тие сцени. Сега новиот, да кажеме, стил на пишување не е со многу описи, или тоа како рускине класици по 20 страни, од овде до онде да стигне му треба 20 страници да читаш. Овде оставав со многу малку придавки, тоа е една тајна сега, со многу малку придавки, да ја доловиш ликата, меѓутоа и на читателот да му оставиш доволно место за неговата имагинација. Живееме во чудно тешки времења, ајде да ги кажам сега, тешки. Релативна работа кој како ги поима и како ги чувствува работите, но колку е лесно да се твори. Сигурно дека сега имаш идеи за уште 10 книги или повеќе? Не, за 2. За 2? Да. Ќе откриеме нешто ново, се подготвува или? Па се почнав, ама не смеам уште до нова година ми забранија од дома. Ова со басните? Не, друго нешто. И тоа е on hold. Имам голема желба за една драма, да се напише многу добра драма, значи што ќе се игра со години, може 10-15 години, кој што беа легендарните Болвабу и Солунски патрди. Сега тоа ми е предизвик, зашто таму не сум се испробал. Сега монодрамата е монодрама, меѓутоа ова е една сериозна драма, па сега ќе видим. Ако не успеам, пак ќе се вратам на пишувањево, нели? Тука гледам дека ми оди. Најбезбеден терен, најсигурен терен, каде што креативноста нема граници. Изцрпува, знаеш, ја работам и друга работа, нели, време треба за се да има. Така, ова е хоби. Да, ова е хоби, а нешто што ти одзима, да кажеме, 3-4 часа дневно, не е мала работа. Треба стварно да си посветен. И не можеш сега и ќе го правам утре, па чекај. Не, едноставно можеш да го начекаш моментот на инспирација, на позитивна мисла, и тогаш всушност седнеш у тишина апсолутна, си влагаш во тој твој свет, ја затвараш вратата позади себе од светот и пишуваш. Тоа е отприлика како стојат работите. И отприлика како стојат работите, секако до вас, она што кажавме, секогаш треба да постои некоја личност која што ќе биде мотивација, муза на секој човек, посебно кога се работи за автор кој што прави вака навистина убави дела. Вашата сопруга еве прилика да ја поздравиме и да продолжите да правите вакви интересни книги кои што го заслужуваат вниманието на читателската публика. Жално е што можеби некој општ впечаток е дека многу малце се чита кај нас, но јас верувам дека и кај помладата популација има интерес за читање. Не е толку се така црно, иако општата слика и ова што го споменав, некои тешки времења со она брзо темпо на живење, па нели сите сакаме да стигнеме секаде и се тоа да е со низ призма на пари, на финанси да се гледа, мислам дека книгата
книгата е најголемото богатство што може секој човек да го има. Особено чести задоволство што го имаме авторот кој што ги прави најдобрите и најпродаваните дела изминативе неколку години. Верувам дека тоа ќе биде така. Еве порака до сите гледачи и читатели кои што не гледаат во овој момент, која книга на генерацијски може да ја пронедат? Рековме Џабе живееш во Скопје и ова Цепај сине може да е за помладите, но за останатите кои... Не, ова е универзална, ова е буквално од 17 до 100 години. Така, треба да и ја така е имаат, пишувана на еден лесен начин и мислам дека оваа книга мора секој да има и затоа и поднасловот на книгата е дека ова е лектира, историска читанка и очен наш на секој македонец. Ја дури и некои професорки по македонски почнаа да ми приоѓаат после промоцијата, да одам часови кај што имаат македонски драмски секции, литературни секции, зборувам и едноставно ќе ги тераат децава вон тие што се обавезни мандатори овој книги, да треба да ја прочитаат и оваа книга. Мислам дека класичната Сирма не е во задолжителна литература не, многу малку се знае за Сирма. Тоа е ужасно малку. Има од Видове Подгорец еден расказ, тоа не можам да кажам дека е роман. На Википедија се штури информациите, значи беше долго истражување и со архиви, и со внуци на одредени личности што се тука. И така да ја вративме таа хероина, да кажам. Зашто тоа не е ни легенда, тоа е мит, жена мит, буквално во нашата историја. Тоа е забораена скроз, поготово што таа приказна што е за Сирма, никој не ја знае. Може да правиме слободно и анкета по градов, можеме, апсолутно никој не знае за неја за ништо. Ако не знаеа, сега ќе чујат од еден поинаков агол, така некој ќе се расплаче, некој ќе се насмее, но никој нема да биде рамнодушен. Токму така. Тоа е најважно. Благодарам многу за овие минути издвоени за нашиот разговор. Верувам дека ќе имаме уште следни прилики со нови дела, но секако и овие што ги имате, а и неминовно да ја погледнат. Јас на сите топло им ја препорачав представата Торонто Експрес, нешто што нема човек што нема да биде воодушевен. Уште еднаш големо благодарам за гостувањето и секако чест и задоволство ми беше што бевте заедно. Фала и тебе, Светлена, поканата и прекрасниот разговор. Се најубаво. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Верувам дека ви беа исто толку колку и нам интересни разговорите. Останете со програмата на Телевизија 24. Од мене пријатен ден.